Почитувани гледачи, добра вечер. Ново издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на ИМНЕ телевизија Јован Јанев, член на Црвена младина во подмладокот на политичката партија Левица. Човекот што се залага за правата на младите, еве слободно ќе си земам за право да кажам за она што треба да се подобри во државата, како младите да се задржат дома и која е причината поради која тие излегуваат надвор од границите на нашата држава. Добра вечер и добри ни дојде во емисијата. Добра вечер, благодарам на поканата. Благодарам исто така и на убавото представување и се надам дека ќе имаме успешна и ова емисија. Ова беше само накратко еве кој е Јован Јанев. Ќе оставам дел самија да ни кажеш зошто во политиката, како започна впрочем твоето влегување во политиката, во Црвена младина и еве во политичката партија Левица. Јас сум член на Левица и на Црвена младина некаде околу година дена. Политика ме интересирала и сум се бавел можеби некаде околу кога сум бил 13-14 години, значи 7-8 оделение од основно училиште, поради тоа што знаете, во образованието имате најлесен пристап до гледање на едно системско угнетување и системски неправди. Ако таму не ви се роди желба да го промените системот и да промените нешто на подобро, не гледам и некое друго релевантно место од кај би можеле да почне, бидејќи од таму хиерархиски ви разделуваат и класно колку можат повеќе. И единствено, и мислам, една од најголемите желби ми е била да ја реинкарнирам Македонија во нејзино убаво и добро светло и да им покажам на младите луѓе дека вреди да се остане тука, бидејќи ништо не е невозможно, само треба доволно да верувате. Многу држави се излегле се издигнале како феникс од пепелта. Може и Македонија, само треба малку доверба, а треба некој да ја начне таа доверба. Јас се пронаоѓам како таков. Ова ли е причината зошто токму Црвена младина и зошто политичката партија Левица? Да, тоа е можеби главната причина зошто Левица, бидејќи таа остана како последна опција за спас на Македонија и единствена искрена политичка партија која не учи на партиски полтронизам, не учи на, го знаете, она класичното, значи работи за партијата за еден ден да ве вработат, нас напротив не учат така. За разлика, например, како во СДСМ, ВМРО, ДПМН и така натаму, кај што им викаат на подмладоците, работете вие за партијата за еден ден да ве вработат. Така ги убивате младите. Во суштина немаат идеологија, немаат причина за борба, немаат ништо. Кај нас учењето е малку различно. Какво е учењето? Учењето е бори се за подобро на државата, бори се за подобро на тебе, твоите деца, твоите потомци, за подобро на целиот систем. Бидејќи ако имате добра и успешна држава, на сите ќе не биде добро. Доколку сте квалитетни за некоја работа, ќе ве вработат, бидејќи сте добар, не бидејќи сте завршиле услуга на партијата. Јас не ни очекувам мене Левица некогаш да ме вработи во животот. Свесен сум колку сум квалитетен за сам да си најдам работно место каде што сметам дека сум компетентен по конкретно правото, нели, бидејќи тоа учам. Но сето тоа што го правам од срце, не го правам за пари, не го правам за некој да ми отстапи место некаде, бидејќи секој индивидуа си има свој квалитет, свои добри и лоши страни, но доколку се инвестирате во нив и тоа го правите од срце, не ви треба партија да ве вработи. А партијата која ве учи дека вие треба да завршувате услуги за да ве вработи, таа ве убива како човек. Немате поента на постоење во иднина, ако знаете дека 40 години ќе работите во општина и ништо посебно. Колку младите го гледаате ова? Колку млади, колку подмладок има во Левица? Левица има солиден помладок и од ден во ден растеме. Јас се изненадив што младите постепено ја сваќаат нашата идеологија и ни се приклучуваат и можам со сигурност да кажам дека имаме над можеби 40-50 активни активисти кои се присутни секаде, вршат акции и така натаму и знаете, вистината е ќе излезе на секогаш на површина, кога тогаш ние се трудиме, ние се бориме. Еве, јас сум бил абсент поради борба за вистината во Скопје скоро време, протестите за онкологија, но така народот го познава всушност што е тоа вистинското и младите се пронаоѓаат помеѓу нас. 99% од младите се пронаоѓаат помеѓу нас и помеѓу Левица и помеѓу Црвена младина, бидејќи ја гледаат искреноста, не го гледаат нешто тоа што им фали, бидејќи на Македонија им фали и е многу плодна почва за револуција, за интелектуална револуција. Тоа го нуди Левица и Црвена младина како трета опција, нешто ново што
што фали на оваа земја. И тоа го младите гледат и од тоа сум доста импресиониран и доста радосен. И се надевам дека после следните избори, веќе кога ќе имаме двоцифрен број на пратеници, очекувам дека ќе имаме и многу повеќе активисти во Црна Младина. Не очекувам, сигурен сум дека ќе дојде до тоа. Велиш, младите го гледаат, младите го разбираат, меѓутоа младите се почесто ја напуштаат државата, екзистенција бараат надвор од границите на нашата држава и еве ќе се изразам, многу потешко оди задржувањето на младите дома. Точно. Тоа е така и за жал моментално е многу тешко да се спречи, бидејќи не можеме да ставиме, да затвориме границите и да кажеме толку не излегуваат младите. Тие на еден начин можеме да ги искористиме како мотив за нашата борба. Да, тешко е, но ние ги користиме, јас лично, како мотив за понатамошна борба, бидејќи во иднина сме сигурни дека тоа ќе се спречи. Младите можат да се иселуваат, но јас би го поддржал тоа на друг начин. Ако видите како функционирала Југославија или некои други земји во периодот на 19-20 век, па дури и тука, значи младите одат во странски земји, каде што учат на престижни факултети, учат, стекнуваат знаење на силни универзитети, со тоа знаење се враќаат овде. И од тоа имате многу предности. Не само знаењето кој ќе го добиете, пример, на Сорбона, таму добивате и контакти, таму добивате нови хоризонти, нови погледи и така ќе вклопувате што треба да се случи во оваа држава. Нашите големи дејци биле учени луѓе и да, но нашите млади кога ќе учат надвор од државата не се враќаат назад. Дури и оние кои што учат во државата и се квалитетни, заминуваат да работат надвор. Затоа ги охрабрувам граѓаните да веруваат во нас и ние им ветуваме дека тоа ќе се промени. Кои се заложбите еве на Црвена Младина и на Левица? Во поглед на иселувањето на младите? Да. Во поглед на младите како целост, знаете, вие не можете да спречите доколку некој сака да ја промени средината, но можеме да ја подобриме, многу да ја подобриме младинската политика во рамките на Македонија. Тоа подразбира една од нашите клучни програми, бесплатно образование. Во тоа е вклучено и бесплатно образование на факултет. Тоест, студентите не треба да плаќаат партиципација, заслужуваат бесплатно образование. Исто така подобрување на студентските стандарди, реконструирање и модернизација на сите студентски домови, бидејќи младината е иднината на една земја. Младите многу поперспективно размислуваат од постарите, бидејќи тие размислуваат за идеи, размислуваат за иднина, размислуваат за нешто што ќе биде во иднината и затоа треба да се инвестира во нив, затоа што тие еден ден ја наследуваат државата и тие ќе конструираат државата. Како велаат старите, што ќе посееш, тоа ќе ожнееш. Ако ние не засадиме ништо во прва рака, можеме само да имаме неплодна и празна земја, а да биде полна некаде во Франција, во Германија, во Италија, да ни се сели интелект, да ни се селат паметни луѓе кои може да направат промена тука. Промени кај младите, што е за повозрастните опфатено со вашата политичка партија? Ние како левичарска партија, како вистински левичари, за разлика од Социјалдемократскиот сојуз, кои се најбруталните капиталисти, според мене, видите и кој е лидер на партијата, тоест последните два лидери им се најголемите олигарси во Македонија. Ние како левичарска партија, социјалистичка партија според идеологија, ние се занимаваме за работничката класа, која е најголема во Македонија и подобрување на условите на работничката класа во Македонија. Тоа подразбира вмешување на државниот апарат во приватниот сектор, во фабриките, во фирмите, во производството, бидејќи Македонија е богата земја. Нас не ни е потребно извоз на земјоделски продукти. Ние можеме и после тоа да увезуваме за да се култивираат и да се плячкаат пари. Ние можеме сами да си го храниме својот народ. Ние цела Југославија сме ја хранили. Ние имаме богати рудници, можеме ние да ги управуваме како држава, со тоа ќе се покачи и стандардот и бруто домашниот производ на една држава, а не да ги продаваме на амерички пазар, индиски пазар, британски пазар и да правиме сделки позади затворени врати, а народот да страда во меѓувремено. Македонија е богата земја, убава земја, прекрасна за живење и има премногу ресурси во неа. Доколку тие ресурси ги превземе државата и знае добро да ги раководи, тоа значи дека и на народот ќе му биде многу подобро. На народот му било подобро во бившата Федеративна република Југославија. И бидејќи системот бил доста добро поставен, имало
тоест се придонесувало преку социјалистичка политика добро за народ. Еве, например, не можете да решите едно стамбено прашање сега во Македонија, не можете кирија да покриете, многу тешко покрива народот кирија во државата. Наспроти тоа што, например, во социјалистички систем во Југославија, каде што државата доделувала станови. Становите на мојата баба, мојот дедо, тоа се поклон, тоа мислам се обезбедени од таа држава. И ние мислиме дека решението ќе биде најдобро социјализам со македонски елементи, бидејќи во Кина пример имате. Што значи тоа еве? Значи ние ќе си го адаптираме нашиот вид на социјализам и нашите реформи и нашите промени кои сакаме да ги видиме, бидејќи во Кина имате социјализам, но со кинески одлики, нешто што тие го имаат уште отпред неколку децении истактизирано за својата држава. Ние ќе уметнеме некои македонски елементи со кои мислиме дека конкретно ќе ги таргетираме секторите каде што најмногу ја засегаат државата. Мислите дека тоа ќе биде прифатено од страна на биде граѓаните? прифатено. Повој народ живеел во социјализм, живеел доста добро во период на социјализм. Живееле генерации. Да, и сега видите колку полошо живеат. Не можат да обезбедат ништо. Но затоа им излегуваат политичари, им велат платата ја покачивме минималецот на 21.000, а јогурт во продавница ви е 95 денари. Не може, затоа што само големите политички партии само ги замајуваат граѓаните, водат некоја квази политика на покачување на стандард, а всушност тоа е само зацкриена инфлација, вештачка инфлација. Ги држиме луѓето во неизвестност, во борба. Ја уништивме средната класа од постоење. Имате екстремно богати и екстремно сиромашни луѓе. Ето може да го видите, знаете каде е лоцирано ова студио. Погледнете како изгледаат куките над студиото каде што сме сега и погледнете во Штип како излегува се под студиото, тоест во подножието на градот и ќе сватите, значи имаме поделба на екстремно богати и на екстремно сиромашни. Немаме ништо против да има вредни луѓе кои ќе заработат малку повеќе со својот труд, кои ќе се инвестираат целосно, но вие не можете да го потиштите и да го убиете обичниот народ, да го сиромашите, да го изгладувате. И на крај само 5 дена пред изборите да дојдете да му даете вреќа брашно и пенкалци да му кажете ајде гласај за нас. Тоа не е идеологија, тоа не е политика, тоа не е грижа за народ, не е државништво. Ние од Јосип Броз се симнавме на Зоран Заев, Ковачевски и Христијан Мицковски. Тоа е најголемиот срам во политичката историја на Македонија и на територијата на Југославија. И тоа треба народот да се свести и да го смени на следните Кога веќе избори. сме кај политичките партии излагањето, пред некое време, еве на 8 ноември конкретно на одбележувањето тоа со ослободувањето на град Штип, имавте излагање при положување на свежо цвеќе на спомен костурницата на Исарот. На кој се однесуваше вашето излагање тогаш и која беше целта на истото? Да. Конкретно се однесуваше на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Бидејќи најпрво за слободата на Штип многу партизани го положиле својот живот и со своите договарања и одлуки кои ги донесе и ги процесира Социјалдемократскиот сојуз со соседна Бугарија, едноставно ги избриша од историјата и го избриша делото на нашите борци од Втора светска војна и нашето ослободување. Сега пратите која иронија е поставување на свежо цвеќе на гробот на споменикот на починатите партизани, додека за зацкриена врата за нивните гробови вие договарате со екс-фашистичка држава која тука убивала, дека тие биле излегувате јавно при тоа, дека тие биле администратори, не биле со нацистите во Втора светска војна, не убивале, а имаме мал милион примери низ Македонија каде што знаеме како постапувала бугарската војска. Ние не сме антипример, не сме анти-Бугарија, туку едноставно добро е да се признае собствената историја, некој изгрешил во ред, но не можете да негирате дека вие сте вршеле геноцид на народ. Не може сега да излезе Германија и да каже па Хитлер не постоеше, не учествуваме во Втора светска војна затоа што имаме моки над Европа. Не можете вие да избришете од историјата од постоење, како што не може да се избрише ова историја, но може да се подобри иднината. И сега која е иронија истите представници на Социјалдемократскиот сојуз да положат цвеќе на споменикот на партизаните, на оние кои не осамостоили. Но тоа е според мене исто така наша порака и најава на Социјалдемократскиот сојуз конкретно дека
да очекуваат дека ќе ги напаѓаме таму каде што најмалку мислат дека ќе ги напаѓаме. Очекувавте ли реакција? Еве конкретно на спомен костурницата на Исарот. Конкретно не. Реакција не видовме, меѓутоа кои беа вашите очекувања, што сакавте практично да постигнете со пораката? Не можете од аморфна маса да извлечете вие реакција. Тоа се луѓе без идеологија, без душа. Тоа се луѓе кои не перцепираат само материјал, капитал, кражба, толку. И да имаше реакција, знаете, пред фактите и боговите молчат, ние бевме спремни да изреагираме во секој момент, тоа немал проблем. Но пораката е дека свесни сме, ќе се бориме и ќе се бориме ако треба и до крај, до последен човек, и најава дека ние како левица сме спремни да ги избришеме СДСМ од политичката мапа на македонскиот политички блок, и тие веќе се во слободен пат, но треба да очекуваат дека цело време ќе постапуваме таму каде што најмалку мислат дека ние ќе бидеме присутни. Какво е вашето мислење за останатите политички партии? Еве зборуваме за Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа имаме и други релевантни политички партии на ВМРО ДПМН ќе е дефинитивно малку поголем залог, бидејќи е евидентно дека најверојатно ќе ги добијат следните избори, но кога левица ќе биде втората најголема политичка партија, сега веќе е трета, зборувам за македонскиот блок, ќе се пресметаме со ВМРО ДПМН и сум убеден дека еден ден ќе извојуваме победа и ќе стигнеме да ја подобриме ситуацијата во земја. Тоа значи дека не ВМРО ДПМН и тие не се чисти. Така, тоа сакав да прашам, и тие не се чисти во ниеден случај, бидејќи тие имаат криминали позади себе многу. Може да ги видите последните случувања во собранието од вчера, од завчера, дека тие си гласаа колективно, 82 пратеника си гласат прв пат тие да гласат заедно за нешто, освен за промената на името кога си продадува 8 луѓе ДПМН. И тоа е исто така неопростив грев за промената на. Затоа ви велам дека и тие не се нешто почисти, но тие се браќа позади завесите, а пред народот пробуваат да бидат непријатели, но веќе е евидентно дека се еден ист ентитет кој полека и тој ќе го совладаме. Знаете, над Македонија, не само над Македонија, мислам дека на глобално ниво, ама Македонија и Балканот, така се распадна и Југославија, има принцип на дивидет империја, значи раздели па влади. Така го владеат и овој народ, овој бил син, овој бил црвен, овој бил албанец, овој бил турчин. Ние мислам дека ќе применеме малку контраполитика на дивидет империја, прво ќе ги раздвоиме како од нивното братство ќе го раздвоиме, потоа еден по еден ќе ги победиме на политичката сцена и ќе му докажеме, веќе и народот знае дека ние сме најдобрата опција, но полека со време ќе ја воскреснеме Македонија. А во врска со албанскиот блок на политички партии? Албанскиот блок е доста комплициран, доколку го разгледате, бидејќи тие се доста поделени меѓу себе, имаат 6-7 партии, но клучен ентитет таму како партија е ДУИ, која доста големо нивно членство треба да заврши зад решетки, како Талат Џафери, како Али Ахмети, кои никогаш немаат одговарано за хашките случаеви, никогаш немаат одговарано за борбата за човекови права во 2001 година, тоест тероризам. Исто така имаат и бројни криминали, бројни процеси, бидејќи тие водат државата суштински, бидејќи ВМРО и СДСМ се заложници на ДУИ, но треба пред се правичност треба во државата. Не важно дали тоа ќе се однесува на СДС, ДУИ, на било кој. Треба тие што направиле, што сгрешиле да одговараат пред државата. Вие не можете да убивате и да крадете и да очекувате на крај дека никој вас нема да ве допре. Со вашите злодела вие повредувате некого, создавате критична маса, критични луѓе кои еден ден ќе сакат да ви вратат. Така ја создадува и левица, всушност, со повредување, со уништување на македонскиот народ. Знаете, тоа што го правите, тоа ќе ви се врати. По вашето излагање на Исарот, еве како последно што зборувавме, имавте прекината трибина на Филозофски факултет по повод денот на студентите. Што практично требаше да значи тоа прекинување, односно тогаш бевте лице во лице со премиерот Ковачевски, што беше пораката, што требаше тогаш да се прикаже, каква е ситуацијата? Да, тие наши герила акции се всушност дел од борбата, всушност прикажување дека не им се плашиме, дека нивниот апарат на страв врзност не работи. Знаете, бидејќи тоа е многу контрадикторно од страна
на политичарите и на министрите појавувањето на филозофски факултет, држање на трибина за стандардот на студентите, кога пред година и пол имавме расправа во собранието за подобрување, имавме и протести, каде што тие ветува и гледаме дека на крај ништо не остварија, но знаат да ги облечат културно своите оддела, да дојдат пред студентите и сега бидејќи за 5-6 месеци ќе имат избори, да собираат полека политички поени, само да проповедаат лажно дека да, ќе се подобри студентскиот стандард, да им замачкуваат очи на студентите дека тие нешто и се грижат за нив. Например, премиерот Ковачевски, доколку се вистински грижеше за студентите, тој ќе доеше физички таму. Тој се појави преку видео бим. Тоа е срамота ако премиерот е со студентите, треба да биде на лице место со нив. Но тоа е многу чуден човек, бидејќи ние кога преговаравме за студентските права во собранието пред година и пол, тој збореше дека ги разбирал студентите поради тоа што неговите родители се запознале и него го зачнале во студентски дом. И тоа беше еден од најголемите гафови на премиер кои сме ги слушнале и ние како студенти, а мислам и дека сите како народ воопшто. Штета не се пренесуваше таа седмица за да ги слушнете бравурите во изразувањето на нашиот премиер. Но мислам... Каков е студентскиот стандард во државата? Пред некој ден слушнавме еве на Универзитетот Гоце Делчев дека студентите и не се толку задоволни од студентскиот стандард во државата. Значи, студентскиот стандард ви е огледало на државата. Видите како е државата, таков е и студентскиот стандард. Ни бројни, и тоа што го прикажавме кога ја прекинавме трибината на политичарите во филозофски факултет, ние им покажавме слики од вистината на студентскиот стандард. Имате уништени студентски домови, тоалети, соби, мувла на сите страни, ужасна храна за студенти, укинување на оброци за студенти, бидејќи во скоро сите студентски домови им се укина појадокот на студентите. Значи, субхумано, како да ви кажам, значи нешто што е се освен студентски стандард, така затворениците не ги третираат, сваќате. Значи, никогаш немаат влезено во студентски дом, само проповедаат како треба да биде се и дека ќе се подобри така натаму, дека студентите живеат во катастрофални услови. А студентските домови каде што има малку подобри услови за студентски живот, ви функционираат како што ви функционира самата држава, со врски, со контакти, со познаници, овој бил дете на тој бил дете на тој, и младите автоматски гледаат како функционира државата уште во старт, како што ви реков, во самото образование. Каков студентски град е Штип? Имаме и студентски домови, имаме универзитет. Штип, јас си го сакам локал патриотски пред се, бидејќи тука сум роден, тука сум израснал, јас си го сакам овој град повеќе од се на светот и мислам дека има просперитет во Штип, во споредба со тоа колку голем град сме и колку можеме да се развиваме, и сметам дека засега сме на добар пат, бидејќи пример УГД во споредба со УКИМ е светлосни години напред во поглед на дигитализација, во поглед на услови, на предавални и така натаму. Мислам дека Штип го чека светла идни во поглед на студентите. Секогаш има нешто што може да се подобри, тоа е точно, но мислам дека имаме добра подлога и добра основа да просперираме уште многу, бидејќи знаете зошто може би го сметам тоа, бидејќи малку професори се тука засегнати со висока политика, малку професори имале функции, пример како што имаат овие на УКИМ, премиер, председател, пратеник, министер и така натаму, и се голем дел од професорите, барем јас што сум ги имал, се повеќе фокусирани на вистинското значење на образованието, на прогресот и така натаму. Штип го чека светла иднина според мене. Може ли студентите во Штип да живеат нормално? Нормално во смисол на излевање, на одење на училиште, тоест на факултет, храна. Со оглед на фактот дека слушнавме дека Скопје е најлош кога станува збор за студентскиот стандард споредбено со останатите градови, студентски градови во регионот. Дефинитивно. Штип не беше во таа класификација, меѓутоа еве ако земеме на ниво на државата. Дефинитивно. Секаде може нешто да се подобри, но Штип засега, јас барем лично досега не сум добил информација, аз сум во контакт со студенти од низ цела Македонија.
Штип, досега не сум добил некоја поплака на распаднати тоалети, на искршени прозорци, да треба да спиете со искршен прозорец. Не сум добил, голем дел од пожалбите што сум ги добил е што нема повеќе дискотеки. Но може би тоа ќе се промени некој ден. Ама мислам дека за сега студентите во Штип имаат доста солиден стандард на живот. Иако може да бидат многу работи подобри, но Штип во споредба со Скопје е многу почист, поевтин, подостапен, полесен транспорт имате насекаде, многу помалку корумпиран за разлика од Скопје. И мислам дека фокусот најверојатно главно за реконструкција треба да падне на Скопје. На таму прво морате да ги исчистите сите криминали што ги прават и професорите и директорите на студентските домови, потоа да правите промена. Каков е вашиот став во врска со студентскиот оброк? И тука имаше несогласувања, исплата, неисплата, барање за покачување. Да, студентскиот оброк е вид моменталниот студентски оброк, па и дури може би претходниот, е една голема фарса, бидејќи имате многу контрадикторности во тоа. Зошто? Бидејќи го добивате на картичка од одредена банка и имате 140 денари на располагање, што реално и не можете баш со 140 денари нешто да обезбедите по-конкретно. Можете да обезбедите некој минимален оброк од пекара ако можете да обезбедите. Пример, студентите во Штип можеле малку повеќе, но студентите во Скопје, каде што цените се скоро двојно повисоки, скоро да не можат да обезбедат ни еден бурек. Збориме за бурек. Доколку не ги потрошите парите се враќаат назад, што е нелогично само по себе, бидејќи зошто би ви јас помагал доколку ми е целта да ви ги земам парите назад. Нема поента. И со самото тоа паралелно укинувањето на одредени оброци во студентските домови доаѓа како да не е никој помогнал во прва рака. Значи, доручекот ви го укинуваме, ама затоа ви даваме картичка, отидете во пекар, купете си. Значи, не ви помагам, само вие менам приказната, вие менам начинот на кој ќе ви помогнам, тоест нема да ви помогнам, ќе глумам дека ви помагам. И мислам дека беше само оправдание за да може владеачкото мнозинство да излезе да каже ние сме со студентите, бидејќи кога бевме во собранието, прво нешто, доле што чекаме дилми, излезе премиерот Ковачевски и каже постигнавме европски диалог. Каков европски диалог е тоа кога вие ќе искористаме на англицизам, стејџирате, значи планирате, сценирате све, како ќе се одвива и само на крај доле да кажете ние постигнавме европски диалог, ние сме со студентите, пријатно, и сме ја постигнале целта. Тоа значи дека тие нас не гледаат само како гласачко идно тело, а не гледаат како живи луѓе кои треба да се образуваат, да јадат, да пијат, да љубат, да се другаруваат. Ние сме само прашина во ветерот, најверојатно. Една од вашите заложби беше да нема приватни универзитети, да се сведи се на државните универзитети, како и тоа да останат само 4 во државата. Зошто и што практично би требало да се промени ако ова профункционира? Тоа е малку комплицирано прашање во поглед бидејќи веќе имаме поставеност на универзитетите, но мислам дека може да се реши од принцип што не можете целосно да ги укинете приватните факултети, но мислам дека може да се постигне одреден договор со приватните универзитети, да се намали цена, да се вклучи државата во самиот процес, повисоки стипендии, да се адаптира повеќе на граѓанскиот, да се адаптира повеќе на стандардот на обичниот граѓанин, да не бидат цени кои се високо во небото, туку едноставно може државата многу повеќе да регулира, да се јави во улога на регулатор, отколку целосно да ги избришете од постоење. Има решение, само треба да се постигне добар диалог. Но да, целите ни е, ако ништо друго, барем регулирање од страна на државата на приватните универзитети. Така, еве би ве прашала пред практично крајот, дали своето место во иднина го гледате овде во нашата држава, бидејќи самите спомнавте дека се залагате за тоа младите да останат дома и да не ја бараат својата иднина и својата екзистенција надвор од границите на државата. Дефинитивно ќе останам во Македонија и тука ќе живеам и тука ќе починам и ќе го дадам животот за доколку е потребно за да биде подобро и повеќе млади луѓе да останат тука. Би го дал животот за
некој да ја превземе во иднина мојата идеја, како што јас сум ја превземал од моите предци, од нивните предци, за еден ден некоја генерација во иднина да има убав и стабилен живот. Бидејќи тука сум роден, тука ми е се, тука е мојата љубов, тука е Очекувате ли да дојде до тие промени? Ќе дојде, не очекувам, ќе дојде до тие промени. Ние ќе ги донесеме и затоа ќе останеме. Бидејќи знаете како велат, оној кој е доволно луд да мисли дека ќе го смени светот, ќе го смени. Затоа сте и дел од излагања, герил акции, подржувачи на протести, без разлика во кој домен, во кој град и кој протестира. Точно, бидејќи без борба нема победа. Ние ќе добиваме битки постепено за на крај да ја добиеме војната и ќе ја добиеме. Двоцифрен број на пратеници спомена за наредните избори, што е друго што очекувате на наредните избори? Двоцифрен број на пратеници и променување на политичката клима во Македонија, бидејќи кој имате трет фактор, работите за договарање, за скриени врати стануваат малку потешки, затоа што ние ќе ги оголиме, ќе им ја покажеме вистината на очи на сите и очекуваме малку дестабилизација во нивното криминално братство. Тоест, очекуваме постепена и континуирана борба, а со тоа и победа. Очекуваме дека нема да можат да не дискриминираат и ќе се трудат најверојатно да се спријателат со нас, но ние ќе им покажеме како се води една држава. Тоа значи дека пријателство нема со ниту една политичка партија? Гледайте, ние рековме дека нема да има предизборно коалицирање. Така. Не верувам да има и постизборно коалицирање, бидејќи не можам да предвидам се што ќе се случи, но како што кажа претседателот и мој професор Димитар Апасиев, прв ден левица апсиме 100 луѓе по список. Имаме ние Келе Штефтер се века и така постепено ќе си ги апсиме. За се си има процедура. Ќе имаме многу големи барања ако некој сака, а тие барања ќе бидат правда, правичност, тие барања ќе бидат за подобро на државата, за доброто за сите нас. И таа правда да биде доделена. Знаете како велат, таа се тенчено не се кине. Ние ќе бидеме, ако треба, последниот конец на правдата во Македонија, но никогаш нема да пукнеме. Тоа е левица. Јас ти благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Благодарам и на вас на поканата и се надам дека и уеднина ќе имаме емисија. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време. Останете на програмата на Имнет телевизија. Довидување.